Од вечерва бездомниците ќе имаат 24 часа отворена врата во Момин поток. Поради најавените ниски температури во наредните 3 месеци, пунктот за бездомници ќе им овозможи на бездомните лица топли оброци, чиста облека и комплетна медицинска помош. Дополнително во Скопје ќе бидат и ангажирани 40 волонтери кои ќе бидат достапни за помош на овие лица. Градоначалникот Шилегов соопшти дека од 2018 година за помош на бездомниците ќе бидат издвоени над 700.000 динари од буџетот. Скопје е солидарен град. Наша цел е да им помогнеме на овие луѓе, особено во зимскиот период, кога ниските температури значително ги отежнуваат условите за живот. Во постојана комуникација сме со Министерството за труд и социјална политика и Црвениот крст на град Скопје и ги следиме и настојуваме да излеземе во пресред и на потребите на овие наши сограѓани во насока да обезбедиме елементарни услови за нивниот живот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна и дека се отворени дополнителни 3 пунктови во Струга, Битола и Струмица и дека ќе ги обезбедат сите основни потреби на лицата од оваа ранлива категорија. Поради тоа што Скопје не е единствениот град каде што имаме бездомни лица. Токму затоа, оваа година во соработка со Црвениот крст, Министерство за труд и социјална политика и општините отвараме уште 3 дополнителни пункта на територија на Македонија кои што ќе работат како регионални центри за бездомни лица и тоа се во Битола, Струга и Струмица. Истите се подготвени и опремени со храна, облека, кревети и можност за добивање на топол оброк за сите бездомни лица кои што ќе се појават во периодот на зимата и тие ќе работат 24 часа. Во текот на минатата година услугите од пунктот ги користеле 54 лица, но со оглед на тоа што бројката ќе се зголемува поради ниските температури, тие се спремни да опслужат максимум 120 лица.